Здраво на сите, моето име е Анилија и добродојавте во новата епизода на Rise Talks, млади социјално претприемништво и идеи. Денеска со мене е една млада жена, млада социјална претприемачка или идна млада социјална претприемачка. Тоа во текот на разговорот ќе го решиме. Неда Попандонов, здраво Неда. Здраво. Како си? Супер сум, ти како си? Добро сум. Дали ти ова прв подкаст, Неда? Па да, вака во official setting, да, ми е прв. Сум имала некои мали вежби за време на мојата работа, дека маркетинг работам и сум учествувала на некои вакви проекти, ама прв пат вака волку официјално. Неда беше дел од проектот Креативни семиња, социјално претприемништво за млади 101 на организацијата Комбо и си дел од сонувачите. Точно. Па што значи да си дел од сонувачите од проектот на Комбо? Што е тоа сонувачка? Од самиот старт концептот на сонувач ми се допадна одма, затоа што за мене сонувачи се луѓето кои што не се откажуваат од своите соништа и ги остваруваат всушност во текот на животот, а јас се сметам за една упорна личност која што не сакам да се откажувам и сакам да ги остварам своите соништа, а еден од тие сонови е да имам мој креативен бизнис кој што не само што ќе ми биде простор за изразување на својата креативност, туку ќе биде добро и за заедницата, ќе решава некаков проблем. Така да оваа програма испадна во право време и на право место. Како дојде до идејата, односно ќе ја кажеш идејата, ама од каде оваа идеја? Дали сонуваше за идејата, па почна да ја реализираш? Или едноставно од потреба лична реши дека треба нешто да направиш? Јас сонувам за оваа идеја уште од кога сум мало дете, од уште кога се сеќавам за себе си, но почнав посериозно малку да ја размислам за времето на COVID, кога бевме сите затворени дома. Мислам дека тоа беше многу мрачен период за многу луѓе. Тогаш и едноставно излезот од мојата безизлезна ситуација го најдов во цртањето и во креирањето, и тоа е нешто што ми донесе многу радост и простор да се изразам без притисок, тоа да го објавувам негде или да го покажувам на некого, туку чисто беше искрено изразување на тоа што го чувствував. Додека посериозно го сватив баш да почнам да го развивам во некаква бизнис идеја, прошлата година, нема ни една година како се бавам со ова и едноставно решив дека не можам веќе да правам ништо друго освен да цртам. Тоа е нешто што најмногу го сакам, нешто што ми носи најмногу радост, нешто што го разубавува просторот и нешто што им носи радост и на другите луѓе. Го гледам во нивните реакции, колку дали е некоја мала ситница како привезочо или некоја поголема работа како вазна нацртана или слика на платно, едноставно им носи радост и им буди чувство на убавина, тоа е тоа што целам кон тоа. Дали може малку повеќе да навлеземе во идејата, малку повеќе да ја опишеш идејата, што точно е твојата идеја? Ајде. Јас значи цртам на буквално што и да ми дојде при рака, од цртежи на хартија и слики на платно до цртање на маси, на чаши, на тексас јакни, значи облека, вазни, сакси, буквално било кој секојдневен предмет што е обичен и беззначаен, сакам да го направам да биде убав и волшебен. Освен тоа, сакам и да решава некаков проблем во општеството. Проблемите во општеството се многу бројни и нема крај, ама јас одбрав да се фокусирам на развивање на креативноста кај млади луѓе, особено на младите кои патат од зависности, затоа што сметам дека креативноста, како што беше за мене излез од некои мрачни времиња кои на мене ми изгледале безизлезни, сметам дека би им помогнало и на млади кои се чувствуваат дека и они се наоѓаат во некоја безизлезна ситуација. И сега идејата е многу интересна, многу ми се свига, затоа што дополнително правиш и реупотреба на стари работи, затоа што многу често имаме еден тон работи, поготово во ова хиперпроизводство, хиперпродажба, купуваме работи, ќе купиме нека мајца ја фрламе. Да.
последно носење, доколку не се допаѓа, правиш нешто што е исто така многу важно за заедницата, така што и покрај вклучувањето на младите со зависности, сметам дека и ова е еден момент дека сакаш одржливи да ги направиш старите предмети, што исто така за поздрав, затоа што многу проблеми одеднаш ќе решиш. Да, апсолутно. Дали... Мислам, пливаме во ѓубре, сите сме свесни, и не само Скопје и Македонија, пливаме во ѓубре насекаде, се купуваат работи ради реда, не значи дека навистина ни требаат, или затоа што работите се неквалитетни, го користиме еднаш, два пати го фрламе во ѓубре, а тоа ѓубре си останува таму да си чмаја, особено ако е пластика, 2000 години ќе седи тоа таму, мислам, никогаш нема да се разгради. Така да сметам дека со ова што го правам не само што ќе се намалува отпадот што луѓето го произведуваат, туку и ќе си ги засакаат старите работи што веќе си ги имаат, само затоа што нешто можеби малку изгребано негде не значи дека треба да оди директно во отпад, може да биде разубавено и повторно да се користи. Дали мислиш дека има свест во Македонија и меѓу младите за ваков тип на бизнис идеја, за ваков тип на социјално претпријатие? Апсолутно, мислам дека младите се единствената надеж всушност за решавањето на ваквите проблеми. Во последниве неколку години, барем јас така мислам, дека во последниве неколку години тоа свеста кај младите почна многу повеќе да се развива, да се свесни од каде купуваат, на што трошат пари, од каде е облеката што ја поседуваат или било што друго. Така да младите се дефинитивно единствената надеж, мислам дека за решавање на вакви општествени проблеми, и дефинитивно мислам дека има интерес, особено кога станува збори за некои креативни проекти, креативни аспекти. Младите се многу креативни, имаат многу идеи, треба да имаат простор да ги изразуваат тие идеи, ама зашто плюс и да не решава и некаков општествен проблем. Дали има некој момент во кој што се сомневаше во себе? Сега му кажам, вие месеци веќе од сама една идеја во прототип си, ајде да речам, влезана, значи да речам надежно, и јас стварно вистински посакувам дека ќе се отствари целата идеја и ќе го отвориш ова социјално претпријатие и ќе го најдеш просторот, креативниот простор каде што ќе биде успешно и одржливо, меѓутоа дали имаш некои моменти каде што се сомневаше во себе низ целиот овој период? Јас од самиот старт се сомневав во себе си, немав воопшто самодоверба во своите способности, ниту мислев дека креативноста може всушност да биде мојот бизнис, да биде мојата кариера, моја професија. Така да јас од сам старт се сомневав во сама себе си и всушност други луѓе ми помогнаа да не се сомневам толку и да ми дадат до знаење дека ова ствари може и да биде нешто поголемо, а не само некој хоби што си го правам дома затворена во соба. Така да како од прошлата година, како го сватив малку посериозно и го отворив мојот Инстаграм акаунт и почнав да учествувам на базари, да ги запознавам луѓето во живо, лице в лице. Тие всушност ми беа најголем поттик и најголема поддршка за јас да почнам со нешто мое. Уопште не бев спремна на почетокот. Можеби да сум имала повеќе самодоверба и да не сум се сомневала во себе, ќе сум почела многу порано со ова, затоа што, како што кажав, уште од ковид ми беше посадено ова семе за идејата. Али не постои совршено време, така да се си доаѓа кога треба да си дојде, моето време едноставно било сега. Дали ти помогна обуките во рамките на проектот со Комбо, дали ти помогна да ја зголемиш самодовербата или малку посериозно исто така да ја видиш својата идеја во интеракција со други млади сонувачи со кои што работевте? Дали овој принцип на градење капацитети, така да го наречеме, беше корисен за неа? Апсолутно, беше екстремно корисен, значи едно големо браво за Комбо за оваа програма, за оваа иницијатива. Не само што стекнавме знаење преку работилниците со менторите, како да изградиме еден social business Canva модел, како да обрнуваме внимание или на трошоци кои би биле извор на приход, како би го структурирале и организирале
тој бизнис, но беше многу инспиративно идеите на другите луѓе кои што учествуваа во програмата. Сите има уникатни идеи, уникатни перспективи, секој беше посветен на посебен проблем кој што сакаа да го решаваат и беше едноставно многу инспиративно, беа многу корисни и дружбата со останатите од програмата и самите работилници со менторите. Мислам дека научив многу нови работи кои што претходно не сум ги размислувал, но пошто реално како креативците се повеќе фокусирани на креативната работа, а не толку на она што се случува во позадината на еден бизнис, така дефинитивно научив доста работи за тој аспект. Така да од сите страни, од секој поглед само придобивки има од оваа програма. Резултат финален на проектот, што е многу важен за вас младите, е платформа каде што сите овие креативци, сонувачи што верувам дека ќе прерасне и ќе се прошири во иднина и по завршување на проектот, е една платформа за можеш ли повеќе да ни кажеш за платформата? Дали е повеќе и за ваша промоција, меѓутоа како ќе биде концептот на самата платформа? Концептот на платформата е всушност сите се во корист. Значи и ние кои што учествувавме во програмата ќе има секција со дел од сонувачи, каде што ќе има за сите кратка биографија, ќе може луѓе да прочитаат малку повеќе за нас како личности, што не мотивирало да започнеме со оваа наша идеја, ќе може да ги купат нашите производи или услуги, ќе може дури и различни организации доколку се заинтересирани да ни помогнат на било каков начин, без разлика дали е материјален или нематеријален, ќе бидат таму прикачени нашите social business Canva модели, каде што ќе може организации да ги разгледуваат, и блог секција каде што ќе имаат директна комуникација со нас, сонувачите, кај што ќе може да си објавуваме наши стати, наши содржини, без разлика дали станува тоа за некој нов производ, некоја нова идеја, нешто што не мотивирало во последно време. Така да мислам дека за сите има некаков бенефит оваа платформа. И сега затоа што доаѓаш од секторот маркетинг, како што кажа и на почеток, тоа е нешто што работиш, што имаш искуство. Па како би ги поврзала овие две работи, затоа што кај тебе е предност што знаеш маркетинг, што тоа ти е професија, тоа ти е вокација, ама има многу млади луѓе што имаат идеја, а што немаат толку вештини за промоција, за дигитален маркетинг, социјални медиуми, па така од тука како ги поврзуваш овие две работи, дали мислиш дека е многу важно и колку е важно да си присутен? Јас сметам дека е многу важно, бидејќи во таква доба живееме, ама кој е твојот, ајде да кажам, поекспертски одговор на ова? Не, па како што кажа, е екстремно битно да сме присутни каде што се наоѓаат луѓето. Мислам, во такво време живееме, социјални мрежи, сите сме на телефон, едноставно мора да е човек фокусиран на маркетингот и да е присутен таму каде што се присутни неговите купувачи или луѓето кои се заинтересирани за таква работа или услуга. Јас од моето 6-годишно искуство во маркетингот, тоа беше една од работите што ме поттикна да го сватам ова посериозно, е што после 6 години од работење во маркетингот и во корпоративниот свет, ми дојде доста од корпоративниот свет и едноставно сакав да се фокусирам на мојата креативност, но одлучив дека сите работи кои што ги имам научено во овие 6 години ќе ги применам и во мојата идеја за да можам да ја развивам се повеќе. А за сите е битно да ги користат своите вештини што веќе ги имаат, за да си ја развиваат својата идеја. Еве, можеби нема да е маркетинг. Маркетинг е екстремно битно, значи од едноставни видеа на YouTube може да се научат барем основите за еден човек како може да се промовира себе си, да го маркетира својот производ или услуга. Но било какви вештини да има човек може да ги употреби за развивање својата идеја. Можеби некој во неговата корпоративна работа бил веб програмер. Тоа значи дека за својата креативна идеја ќе може свој вебсайт да си направи, не мора да плаќа за да направи вебсайт.
или некој има многу искуство во пишување, бил контент райтер, тоа значи дека ќе може за себе си да си пишува собствени содржини што ќе бидат уникатни и ќе го опишува производот. Така да има многу начини како знаењето што сме го стекнале во нашата корпоративна работа да го употребиме за нашата идеја. Мене тоа ми беше главната цел, да се тргнам од корпоративното и тоа знаење да го употребам за себе. И сега кажи ми дали имаше нешто што ти беше тешко во процесот или да не одиме толку негативно, ама ајде што ти беше најтешко во процесот и што научи лично за себе низ целиот овој процес? Ништо материјално не ми направи да ми биде тешко, ниту времето што го посветувам на цртањето ми е тешко, затоа што нели има денови кај што по 7, 8, 9 сати или сум седела до 4 сабајле, сум цртала за базар кога се спремам, сечкам стикери до 4 сабајле, али никогаш не ми сум го гледала тоа како проблем. Она што мене ми беше најголем проблем е едноставно вербата во себе дека ова сушност може да биде нешто, да биде успешно, да биде успешен бизнис, да биде добро за заедницата, да се развие можеби во нешто поголемо од мене, откако мене ќе ме нема. Така да најтешкото од се беше едноставно да не се откажувам во моментите кога сум сакала да се откажам. Овој нашиот проект е многу фокусиран на помалите средини, на локалните заедници, како да ги изградиме тие капацитети, да им дадеме на младите некоја перспектива и да останат во помалите заедници. Ти си од Скопје. Да. Меѓутоа еве како гледаш да го земеме град Скопје како една заедница. Што сметаш дека е потребно од локалната заедница за да успее еден млад социјален претприемник и кои мислиш дека се најголемите предизвици зашто луѓето се кочат, викаат имам идеја, ама подобро да работам корпоративно, подобро да работам државно или да се бавам чисто со мој бизнис, ама само бизнис, што нема да решава некаков проблем, ниту пак ќе биде насочен кон креативност. Број еден проблем, мислам дека сите се сложуваат дека се институциите и затоа и толку млади луѓе се чувствуваат обесхрабрено како да нема начин како да ја остварат својата идеја, нема простор, нема помош, нема поддршка едноставно. И институциите се дефинитивно најголемиот проблем затоа што целиот тој процес само за да се дојде до еден документ дека ти си отворил обичен бизнис, не само ни социјален бизнис, е толку долг, толку процедури, комплицирано, чекање. Мислам дека на многу луѓе самата таа помисла, знаејќи дека низ каков све пекол треба да поминат само за да отворат едно предпријатие и колку пари треба да дадат за тоа, само за да го отворат, ги одбивност им ствара кај луѓето. Уште потешко за социјален бизнис, затоа што кај нас не има закон, ако не се лажам, за социјално предпријатие. Се водат како социјални здруженија, што е уште по неохрабрувачки, затоа што држави во Европа одамна веќе го имаат донесено таков закон и државата им помага, дали ниво на држава или на ниво на град, им помага дали преку финансирање, дали преку намалени даноци, дали преку нефинансиска и нематеријална помош, со простор, со промоција едноставно, со зборување за тоа, го прави начинот да се стигне до тоа да биде многу потежок од колку што треба да биде. Што и треба на Неда, односно што и треба, пошто бидејќи твојот бизнес веќе има име, Андронеда. Што и треба на Андронеда од систем на поддршка? Од ова све што го кажа претходно, кои се предизвиците, што мислиш дека тебе би те олеснило работата за да успееш вистински да го реализираш онака како што си го сонувал? Добро, значи на Андронеда би било потребно, како што реков, креативците не се многу фокусирани на што се случува во позадина во бизнисот. Така да сметам дека обуки
за тие некои административни работи, како треба да се пријави данок, кога треба да се пријави данок, колку е данокот, дали за социјални предпријатија има олеснување од некаков данок или било какви давачки. Мислам дека понуди обуки околу административниот дел, прва работа, е најважно кај сите млади кои што се заинтересирани да отворат бизнис, затоа што ние тоа знаење го немаме. Не учат никаде на тоа, никој човек не го учат на тоа. Така да прва работа би било тоа, а втора работа дефинитивно за најмногу поради тоа што решаваат некаков општествен проблем, треба да имање некакво олеснување од даноци, субвенции, каде што државата, пример, ќе финансира дел дали од платите за вработените, или киријата за просторот, или опремата која е потребна за да се креира, треба да има помош и олеснување, затоа што било кој што има бизнис, мислам дека може да каже колку всушност голема инвестиција однапред треба да направиш за да ти ги обезбедиш сите тие работи, а како бизнис кој што решава некој општествен проблем, сметам дека треба да има помош во тој поглед. Супер. Фала ти многу, Неда. Само за крај, дали имаш некоја порака, нешто да им порачаш на сите оние што ќе не гледаат, а што сонуваат? За тие што гледаат и што сонуваат, немојте да чекате да се чувствувате 100% спремни за да го почнете тоа, што и да е вашата идеја, затоа што можеби никогаш да не се чувствувате спремни и да дојдете на години кај што ќе се каете зашто не сте ја почнале таа идеја. Не постои совршен момент. Едноставно почнете, посадете го семето, не мора одма да биде да се набавуваат материјали или да се наоѓа физички простор, да се купува машинерија, не знам што, ама немојте да чекате да започнете вашата идеја, не знаете во што може да прерасне и за колку брзо тоа може да прерасне. И исто така уште едно, да не се откажуваат. Да се биде упорен, да не се откажува. Фала ти многу. Фала ти на тебе.